Рационализација во загревањето на училниците. Согласно новата форма на одвивање на настава, најави денеска од Кочани и Министерката за образование Мила Царовска. Разговараме дека со рационализација на средства можеме да постигнеме повеќе инвестиции во инфраструктура, во IT опрема, наместо да ги расфрламе финансиските средства само за загревање на цела училница за еден наставник. Гледајќи дека навистина нема потреба од тоа да расфрламе средства, може да се донесат одлуки и да тие понатаму работат од дома, но велам тоа го носиме заеднички со градоначалници. Во моментов, сегашниот модел на реализација на наставата се одвива без проблеми, констатира министерката, изнесувајќи интересен подоток во врска со редовноста на кочанските ученици во услови на ковид пандемија. Повеќе присуство на час имаат со онлайн настава отколку минатата година со физичко присуство. Ова укажува дека се направила брза припрема и дека навистина се адаптирале и наставниците и учениците на новото време. Фактот дека наставно-образовниот процес во Кочани се одвива без проблеми влева оптимизам кај локалните власти. Оваа учебна година, наспроти корона условите, нема да биде проблематична. Радува фактот дека сите го имат сватено ова состојба повеќе од сериозно, почнувајќи од учениците, а секако наставниот кадар е на вистина на својата задача. Како потврда за ова се изјавите на дел од директорите од тамошните средни и основни училишта. Немаме изразити технички проблеми од типот на паѓање на интернет мрежата или во моментот од недостаток на ИКТ технологија. Конкретно во нашето училиште, како наставата со физичко присуство, така и онлайн наставата тече безпрекорно. Над 3000 ученици во 6 основни и 2 средни училишта во Кочани ја стекнуваат потребната наобразба. Денешната работна посета на ресорната министерка беше обсервација како се одвива онлайн и физичката настава во овој град.